Добар ден и од мене, ова е почетокот на уште едно ново издание на емисијата за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Традиционалниот став кај нас, а и воопшто во овој регион е дека добро ухрането, дебело дете е здраво дете, што всушност можеби и влијае на фактот што се поголем број на деца имаат проблем со дебелината, односно со вишок од килограми. Дали на вистина дебело дете е всушност здраво дете, е прашањето кое ќе го поставиме на доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Проблемот со дебелината е алармантен. Секаде во светот процентот на дебели деца е се поголем, во Америка е некаде 30%. Кај нас тој процент не е толку голем, околу 20 од 100 децата имаат проблем со вишок на килограми, што не е воопшто за подценување, е една алармантна бројка. Што се влијае на овој проблем и кога првпат почува да се јавува? Знаете, морам да одговорам на ова прашање, уствари на основниот почеток на се што ни се случува во човештвото. А тоа е прво дека сите проблеми почнуваат од 1745 година, кога е откриена парната машина, од почетокот фактички на индустријската револуција. Денеска е веќе четврта етапа на таа индустријска револуција со вештачка интелигенција и компјутерска интелигенција, да кажам. Меѓутоа е она што е карактеристично дека во последните тие 300 години колку што трае оваа индустријска револуција, во основа имаме страутно зголемување на внесот, на вкупниот внес на масти во исхраната на човекот, и тоа во последните 50 години е многу драматично рипнато, као квантумна храна. Многу е големо количеството на трансмасни киселини и внесот на полинезаситени масни киселини. А во основа многу е мал внесот на ние, така да ги кажеме, добрите масти. Тоа се рефлектира не само кај возрастните, тоа се рефлектира и кај децата, но се рефлектира уште од моментот кога едно дете ќе се роди. Фактички ние зборуваме за дебелина или за обезитас, како што е во светот на медицината кажано, во основа се почнува кога бебето ќе се роди. И она што е типично и карактеристично, тоа е дека во првата година од животот, која ќе ги видите дечињата, ако они растат прекумерно во својата килажа, можете со сигурност да очекувате кога ќе станат тинејџери или понатаму кога ќе пораснат скроз, над 18 години, они сигурно ќе бидат деца со прекумерна и луѓе едноставно со прекумерна тежина. Затоа велат превенцијата се случува всушност во првите 2 години од животот. Па се почнува тогаш. Дури често пати на родителите им кажуваме дека артериосклерозата не е болест на стари луѓе, таа почнува кога човек ќе се роди. Значи како ќе се створат навиките за исхрана во првата година, од тука и втората година, нормално, од тука трга се понатаму. И наша интенција е да, едноставно, знаете, кога ќе видите бебе, као што ја најавивте вие емисијата, кога ќе видите бебе кој што е сликано во некој весник, така буцкмасто дебелко бебе со црвени образчиња, не е тоа здраво дете. Значи, децата не смеат да имаат прекумерна, бебињата не смеат да имаат прекумерна тежина, затоа што најголемото количество на вода се наоѓа надвор од клетките кај бебињата и во случај на само еден лесен или потежок пролив може да дехидрираат многу побрзо отколку децата кои што имаат нормална тежина. И цело време ни е борба да родителите не претеруваат со тоа, да претеруваат со квантумот на млеко што се дава, мислам, доењето или ако е на вештачка исхрана, нели, вештачкото млеко, да не се претерува, да не оди прекумерно тежината. Видите, во првата година од животот растот е врзан и со хормонот инсулин, тој кој што го контролира нивото на шекерот во крвта. Значи, колку повеќе му дадете на едно бебе да пие млеко, толку повеќе ќе се здебели. Така, значи, тоа треба да се внимава. Особено, некаде прочитав кај адаптираните формули, е важна и структурата на протеините од кравјето млеко, кои што се исецкани и ситнати, ништо така е важна и концентрацијата на истите во млекото. Се разликуваат млеката едно од друго, некои содржат поголема концентрација на протеини, некои помала, и затоа треба да се внимава колкава количина на детето му се дава. Што кога бебето е постојано гладно и бара повеќе и повеќе млеко? Па, знаете, тука е таа дилема на родителите, како да постапат? Да, значи, видите, клучен проблем е дека ние дебелко дете, да го употребам тој термин, нели, или пуничко дете, бебе, можеме да имаме и на онак што е на вештачка исхрана и ова што е на природна исхрана. Кај деца кои што се на доење, многу е битна техниката на доењето да се спроведе онака како што треба. Ако таа техника не е спроведена како што треба, бебето ќе биде нонстоп гладно. Као пример, сакам да кажам дека и деца што се доени може да имаат прекумерна тежина. Например, кога бебето цица,
од својата мајка треба да истица едната града, да ја испразни едната града. Тоа е клучен момент затоа што во последните порции од мајчиното млеко во задното така се наоѓаат уствари мастите кои што му прават на бебето ситост. Ако мајката го префрла бебето, зборам сега за доењето уште, од едната на другата града, оно ќе цица поголема количина на млеко, да, и ќе има повеќе лактоза во стомачето. Лактозата може да направи прекумерната количина на лактоза може да направи проблеми со грчеви и така натаму. Кај вештачките млека точно е тоа дека има некои млека кои што имаат поголема количина на протеини, меѓутоа и составот на шеќерите треба да се гледа, затоа што знаете дека во метаболизмот ако внесете поголема количина на шеќери од енергијата што е потребно, се претвараат во масти. И затоа се дебелеат луѓето и бебињата на крајот на денот. Меѓутоа, поголемата количина на протеини треба да е присутна во млекото само во првиот месец, ако е вештачко млеко зборам. Над првиот месец не смее да има поголема количина на протеини отколку што е во мајчиното млеко. Ако се користи млеко кој има висока количина на протеини, апсолутно бебето ќе расте многу. Но има млека во кои што лактозата како шеќер е замената со некои други шеќери. И тие можат исто така да влијаат на дебелење. Во основа, ние често ги советуваме родителите, им кажуваме дека единствен знак дека бебето е гладно, само еден знак постои, а тоа е плач. Ама не плач обичен. Треба еднашка мајката и таткото да го осетат плачот кога бебето е гладно. Тоа е еден жесток плач, значи едноставно нема да ве остави да дишете, што се вика, нели? Тоа е знак дека е бебето гладно. А сите оние други пропратни знаци од типот на да го допрете за уста, но ќе почне да цица, да го цица прстот, или да мљацка, да речем, да бара, нели, као што велат родителите, тоа не се знаци за глад. Само интензивниот плач. Тоа е, еднашка мора родителите тоа да го осетат. Што со кравиото млеко? Некаде прочитав препорака дека децата не би смееле да конзумираат повеќе од 2 чаши кравио млеко и сега е за после втората година. Да. Дали и кравиото млеко исто така може да биде причина за дебелина кај децата? Апсолутно. Значи, составот на протеините и количината на протеините во кравиото млеко е тотално различна од она на мајчиното млеко. Има висока количина на протеини, тоа е нешто што е многу важно да се каже. И по препораките на Европската агенција за безбедност во исхрана, значи апсолутна препорака е дека децата во тек на првата година не смеат да внесуваат кравио млеко. Во тек на втората година е добро да внесуваат формули, тројки формули, да речам, како вештачки млека, а не кравио млеко. А дури над втората година да може да се вклучи кравиото млеко, меѓутоа и тоа со многу мала количина. За разлика од тоа, многу порано пред втората година може да почнат со внесување на метаболити од кравио млеко, како што се, например, сирење, да речеме јогурт, кисело млеко, кефир и така натаму. Значи, дури има, например, деца кои што се интолерантни на лактоза, ако јадат кисело млеко, немаат проблем, значи го толерираат добро. Впрочем, знаете како, некако и тоа постои некоја заблуда кај нас кога е кравиото млеко, дека кравиото млеко има многу калциум, нели? И дека е потребно да детето биде здраво и да биде со јаки коски. Точно е дека кравиото млеко има многу калциум, меѓутоа тој калциум е врзан со фосфор и вие џабе го давате, тој не се ресорбира во цревото, едноставно само го исфрла со столицата. Така да, јас лично многу пати сум зборувал и сме разговарале со многу родители. Впрочем, нема зашто едно дете да пие кравио млеко. Тоа не е млеко на човекот, тоа е на сосем друг вид на живот. Во овој дел од емисијата ќе ги отвориме линиите. Гледачите кои што имаат прашање поврзано со денешната тема дебелина кај деца, може да се вклучат во програма на 3076-677. Денешен гостин во емисијата е доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија. Како се проценува дека едно дете има зголемена тежина, односно има проблем со дебелина? Дали се прават некои мерења, како што е индексот на телесна маса? Зашто се работи да, точно? Body Mass Index. Значи, вака, морам да ви кажем дека тргнем од почеток, да тргнеме од новородено дете. Она што ние апсолутно мериме секој месец, и тоа е во тек на првата година, кај бебињата во тек на првата година се мерат 3 параметри, зборам антрополошки параметри. Тоа се телесната тежина, телесната висина и обемот на главата. Као четврт се вклучува и обемот на грабниот кош.
Тоа се 4 параметри кои што треба да се мерат кај секое бебе еднаш месечно. Значи крајот на првиот месец, крај на вториот, крај на трети и така натаму во тек на првата година од животот. Body mass индексот не ни е клучно мерило во првата година од животот. Овие параметри ни се битни и имаме специјални табели, односно графикони, со кои што ја следиме во перцентили растот на детето според овие 3, односно 4 биолошки параметри во тек на првата година од животот. Јас се извинам. Што се однесува до следењето во тек на првата година, ако бебето прекумерно расте, тогаш не викаме не да го ставиме на диета, нели? Меѓутоа да го избалансираме начинот на кој што се храни бебето. Над година дена веќе покрај овие параметри се вклучува и body mass индексот. Тој не е најбитен, меѓутоа најбитен ни е понатаму кај децата на 6 години. Така. Индекс на дебелина. Така, сега, кои се ризиците и можните компликации доколку детето има прекумерна тежина? Тоа е она што е проблем и што е предмет на анализа во сите големи студии во педиатријата. Покажано е и докажано е дека деца кои што уште во првата година од животот имаат прекумерна тежина, имаат огромен ризик за кардиоваскуларни болести, огромен ризик за диабетес, утре кој ќе порасне, значи за шеќерната болест, нели? И низа други заболувања кои што се врзани со метаболизмот, кај жените, например, метаболичкиот синдром, кој што исто така може да биде голем проблем. Меѓутоа, она што е најстрашно од се, тоа е дека внесувањето на храна, која што е прекумерна, носи до промена во генетската структура на детето, односно човекот, и може да биде предуслов за појава на малигни болести. Значи, тие надворешни фактори, кои што влијаат, како епигенетски фактори ги викаме, надворешни, кои што влијаат на човекот и може да бидат предуслов за појава на некоја таква болест. Ова говори колку треба да се внимава на тежината на дебелината, односно на нормалната килажа кај децата. Сега дали доколку родителите забележат дека нивното дете многу брзо качува килажа, доколку на вагата забележуваат дека навистина нешто се случува алармантно, дали веднаш треба да реагираат, да се јават на педијатар? Апсолутно да. Бидејќи најчесто на самиот почеток им велат немој толку многу да јадеш, очекуваат детето само да направи рестрикција, а тоа едноставно не дава резултати. Ретко кога детето би се контролирало. Да, значи добро е да се направи веднашка консултација со педијатар, особено со педијатри кои што се бават со растот и развојот на децата. Иако сите го работиме тоа, меѓутоа има луѓе кои што се колеги наши, кои што се баш уско специализирани за таа работа. И мора да се спроведе режим на исхрана. Значи, видите, ја не случајно уопште не го употребив терминот диета. Диета, така. Диета е и за поголеми, и за возрастни луѓе. Диетата е само една промена на режим која може да е добра, а може да и не е добра. Знаете, во исхраната се е во однос на калкулацијата на бројките, односно внесот и потрошувачката на калориите. Значи, мора да се задоволи внесот за базалниот метаболизам, нели, за нормалниот метаболизам на живење и внесот за она што го трошиме, односно децата го трошат во тек на денот. Така да едноставно калкулација само во однос на исхраната го решава проблемот со дебелината. Меѓутоа и промена во структурата на храните. Так, ајде сега тоа да го појасниме таа промена, од каде родителите треба да почнат? Што прво треба да се исфрли? Кои намирници, односно продукти треба да се исфрлат од менито? Ако тргнеме повторно од почеток, од доеначката возраст, треба да го разречат времето на давање на млеко, односно да млекото се пие на 3 часа, евентуално и на 4 часа. А кога ќе биде детето над 1 година, да се редуцира внесот на шекерите. Значи не да се исфрли далеку од тоа. Меѓутоа, кај децата, за разлика од нас возрастните, внесот на мастите треба да биде поголем. Дури 40% од внесот на хранливите материи треба да отпадне на мастите. Тоа се новите препораки на Европската агенција за безбедност при исхрана и на Европското педијатриско здружение. Значи, мастите се потребни заради развојот на мозокот, особено омега-3 масните киселини, во првите 2-3 години нели од животот, најмногу во првите 2. Али по принцип треба да се намали внесот на непотребните јаглени хидрати и на трансмасните киселини. Тие се оние, ако сега го преведеме во наш животен речник,
она што го викаат junk food, тоа не треба да се јаде. Значи не треба да се користат, конзумираат храни кои се преработувани повеќе пати со растителни масла. Значи не пржени компирчиња во она фритези и така натаму. Значи затоа што при пржувањето таму се ослободуваат големи трансмасни киселини, да се избегнуваат многу чоколадите, да не се јадат многу чоколадите. Ти чоколадите содржат исто така и млечно киселински масти, меѓу другото. Ние имавме една изјава со председателот на Сдруженијето на педијатри во Србија околу чоколадите, па таму бевме неколку пати цитирани. Значи нема потреба од внесување на поголема количина на таков тип на шеќер и масти, кога природните шеќери се најдобри, а тие доваѓаат од овошјето. И тука родителите би дискутирале на оваа тема, велат има калциум во какаото и поради тоа даваат уште на 6-7 месеци парче чоколадо, што е многу погрешно, бидејќи го учат децата и на сладок вкус и на... Да, какаото има, ама знаете, тука има една дилема која треба да ја расчистиме, значи има какао и какао. Так. Значи, она какао што е спремно за бебето, кое што се користи во некои од кашичките, например, за дополнителна исхрана во тек на првата година од животот, тоа не е истото какао што го јадеме вака, што се купува во само Одлично што го појаснивме. Имаме двајца гледачи на линија да ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала да разјаснам една теза што се влада и вака помеѓу мајките. Дали зелена столица значи гладно бебе? И уште едната, дали за нормално внесување на количина на храна треба да се водиме според она мерило 150 грама на милилитри на килограм телесна тежина од бебето. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Иве две прашања кои што се многу чести во значи, групите прво, за родителство. Ние во тек на првата година од животот калкулираме секогаш дека бебето треба да внесе 120 калории по 1 килограм телесна тежина. Што ќе дојде, ако е само на мајчино млеко или само на формула, нели зависи, зборам за млеко само, ќе дојде 150 милилитра до некогаш 200 милилитра по 1 килограм телесна тежина за 24 часа. Тоа е стриктна калкулациона вредност, меѓутоа, ако детето брзо расте во тежина, например, ако е тоа поголема количина, ако многу повеќе го јаде од тоа, тогаш тоа калкулација нормално, ако е бебето 2 месеци е 4,5 кила, тоа не соодействува со нормалната килажа која што треба да има на 2 месеца. Што се однесува до течната столица, да, таа течната столица кај бебињата е често гладна столица, Зелената, не течна, него зеленкаста столица. Иако постојат и одредени инфекции кои што може да дадат таква зелена столица, значи цревни инфекции. И затоа е у суштина потребно, ако се појави таква столица, да ја види педијатарот за да може да процени за што се работи. Да го вклучиме и вториот гледач и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакала да прашам за бебен со 22 месеци. 22 месеца, така? Да, Добре. 22. Останато ни е само ночното доење. И би сакала да го прашам докторот дали има потреба сега преку денот да сирано млеко. С оглед на тоа што конзумираме млечни производи, сиранце, јогурт. Така. Тоа ме интересува. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи, до најмалку 24 месеци, децата, ако пијат млеко, треба да бидат формули кои што се со ознака тројка. И тука би сакал да им советувам на родителите да бираат секогаш формули кои што се произведени од валидни компании, нели, кога зборуваме за адаптираните млека. Внесот на другиве производи, апсолутно типот на кисело млеко, јогурт, кефир, понатаму младо кравјо сирење или младо козјо сирење, тоа не е проблем, апсолутно никако, да се внесува, иако и над 2 години подобро е детето да конзумира јогурт или кисело млеко, отколку да конзумира млеко, како кравјо млеко или козјо млеко само по себе. Сакам уште еднаш да напоменам, чисто информативно, дека ако во тек на првата година од животот мајката нема млеко, а детето се стави на кравјо млеко, пример зборувам, нели, као ситуација, Што многу често се случува што се случува, детето сигурно ќе добие анемија заради дефицит на железо и ќе добие слабост на коските, односно рахитис. Зборам за интегрално кравјо млеко, не зборам за адаптирана форма. Така. Ако се стави на козјо млеко,
ќе добие анемија заради дефицит на фолна киселина. Затоа, ние велиме, може да се користат само формули во првата година, а најдобро и во втората година. Тоа би било вака идеално, као совет. Како препорака. Имаме уште еден гледач, да го слушнеме прашањето и на гледачот кој што денеска последен ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Дали се слушаме? Дали го имаме гледачот на линија? Не, се исклучил гледачот. Добро, значи имаме уште сосема малку време, а уште многу прашања. Само јас би сакала, еве, во однос на движењето и на физичката активност, значи уште нешто што е врзано со дебелината кај децата, бидејќи земји како што е, да речеме, Швајцарија, покрај препораката за начинот на исхрана, значи они воведоа препораки кои што се однесуваат на деца од предучилишна и училишна возраст, исто така дадоа препорака за време што треба да се мине во движење и во шетање. Колку физичката активност влијае на отсуството на физичката активност на овој проблем? Тоа е прашање кое што навистина треба да го отвориме. Значи, децата уште од мала возраст треба да се учат на одредено спортување. Меѓутоа не да се носат во теретани. Дури кога се во смолетка, например, и во гимназија, дури не е препорачено одење во теретани заради растот и развојот. Меѓутоа, одредени спортски активности се неопходни и добро е да се организирани во предучилишните, во градинките практично установи, предучилишните установи или во школото, и тоа само одредени спортови, кои што може да помогнат во психофизичкиот развој на детето. И фактички да ние децата ги научиме да вежбаат, односно спортуваат уште од мали. Меѓутоа, она што мислам дека е многу битно, тоа е да ги научиме децата да јадат. Пред се родителите и децата да јадат. Сега се сетив, само сакам да ви кажам дека од денеска, например, кога зборуваме од денеска во Словенија е внесена забрана сите храни што се продаваат во Словенија не смеат да имаат повеќе од 2% трансмасни киселини од вкупната количина на масти. Тој исти закон го има Швајцарија. Се надевам дека ќе биде имплементирани тука, бидејќи тоа е многу важно. Голем дел од родителите читаат постојано декларации, но што ако читаат кога производителите не ги задоволуваат тие критериуми? Значи тоа мислам дека тоа треба законски да се регулира, а исто така и законски да се регулира и движење, да се регулира. Мислам едноставно предучилишните установи и школските установи да обрнат повеќе внимание на тоа спортување, затоа што на крајот на денот вие имате подобра координација, подобар развој, координација на телото, ако едно дете од 2 години почнува со одредени активности спортски и секако секој дете барем 1 сат у денот треба да е во некаква спортска активност. Значи здрава исхрана и физичка активност, тоа е клучот за здравје кај децата. Доктор Сајковски, ви благодарам што повторно бевте гостин во Нула Плюс. Се гледаме повторно. Тука го заокружуваме денешното издание. На крајот од оваа емисија ќе поделиме 4 лигавчиња, значи 4 мајки за своите бебиња ќе може да добијат по едно лигавче, но бидејќи немаме простор во емисијата, тоа ќе го направиме на нашата Facebook страница Нула Плюс на телевизија Телма. Влезете и наскоро ќе видите за што се работи, ќе треба да оставите податоци. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.